седмица беше усвоен ребалансот на буџетот за оваа година. Опозицијата веќе долго време најавува и е во некаков процес на активна блокада на собранието со оглед на тоа што ребалансот ќе се најде пред пратениците. Очекувате ли блокада во собранието за овој ребаланс? ВМРО-ДПМН веќе подолг временски период го прави истото што го прави и односно што го најави во собранието. Впрочем, новитет беше само тоа што го официализира бојкотот кој што се обидуваат да ги обструираат и блокираат важни закони кои што треба да се донесат за граѓаните, некаде околу 70-тина. Како што и сами напоменавте, ребалансот ќе се најде за многу скоро пред пратениците. Јас не очекувам дека ќе биде блокиран, напротив, ние како владеачко мнозинство сме подготвени да ги искористиме сите алатки и сите можности кои што ги дава и деловникот, се со цел да го донесеме и ребалансот и останатите закони, затоа што е важно во вакви услови, кога се соочуваме со енергетска и економска криза, важно е да се носат суштински реформски закони, да се донесе ребалансот и сето она што е во насока да го подобри стандардот на граѓаните и секако да помогне полесно да се справат граѓаните со последиците од овие кризи. Очекувам дека и ќе надвладе и разумот и во останатите пратеници кои што доаѓаат од опозицијата. Впрочем, ние секојдневно во ходниците во собранието и насекаде слушаме голем број на пратеници кои што доаѓаат од редовите на опозицијата, од редовите на ВМРО-ДПМН, дека ова што се прави не е добро и дека треба да заврши и треба да се донесат и да се помогне за граѓаните. И очекувам дека разумот на тие пратеници ќе надвладе и дека конечно ќе почнат да работат во функција на граѓаните и заеднички ќе носиме суштински важни закони. Впрочем, тоа и поентата и оној апел кој што секојдневно ние повикуваме, да отвориме суштински материјал на расправа по законите и доколку имаат конкретни решенија и предлози за да се подобри законскиот текст и да се подобрат тие закони, заеднички да дискутираме, да дебатираме и да го донесеме најдоброто решение. Впрочем, тоа е нешто што граѓаните го очекуваат од нас. Тоа е нешто што мораме заеднички да го направиме и нешто што е потребно и нужно за да се донесат суштински важни решенија за граѓаните, како што кажав и ќе повторам, во исклучително тешки периоди, во време кога се соочуваме со најголемата економска и енергетска криза, важно е да имаме опозиција која што нема да обструира и блокира, туку кој соработува и секако заеднички ќе носиме решение. Ви благодарам и на вас. Доколку нема други прашања, ви благодарам.